Добар ден, ученици! Јас сум Драган Стаменковски, професор по македонски јазик и литература во Средното општинско училиште Гимназија Сами Фрашери од Куманово. Овој час ќе зборуваме за македонскиот јазик меѓу балканските јазици и земните процеси меѓу нив. Македонскиот јазик го зазема централното место меѓу јазиците што се говорат на Балканскиот полуостров и со нив има неколку заемни процеси. Тие заемни процеси меѓу македонскиот јазик и балканските јазици се гледаат во следново. 1. Употреба на постпозитивен член. Именките и придавките може да се јават и во членувана форма. Човек, човекот, човеков, човекон. Книга, книгава, книгата, книгана. Село, селоно, селото, селово и придавките убавата, доброто и слично. Ова е карактеристично само за македонскиот јазик, а не и за другите балкански јазици. Број 2. Удвојување на предмет. Се употребува и предметот и кратката заменска форма. Пример, го видов човекот, ја прочитав книгата, ја слушна песната и слично. Ова е заедничко на повеќе балкански јазици, но најмногу се употребува во македонскиот јазик. 3. Губење на инфинитивот и негова замена со да конструкција. Во некои јазици од јужнословенската група, како српскиот и хрватскиот, се употребува инфинитивот. Пример, имати, играти, читати. Но во македонскиот јазик инфинитивот е заменет со да конструкција, па употребуваме да има, да игра, да чита и слично. 4. Образување идно време со форми од глаголот сака. Во македонскиот јазик оваа функција ја врши частичката ќе. Пример, ќе одам, ќе гледате, ќе пеат и слично. 5. Глаголски конструкции со сум и со има нема и глаголска придавка. Пример, сум поканет, имам прочитано, немам видено и слично. 6. Образување компаратив и суперлатив кај придавките со морфемите по и нај. Пример, подобар, најубава и така натаму. И под број 7. Замена на синтетичката деклинација со аналитичка. Отсуство на падежи. Во другите словенски јазици се употребуваат падежи, но во македонскиот јазик падежните форми се заменети со употреба на предлози. Пример, од човекот, со книгата, пред детето, на мајката и така натаму. Во грчкиот и албанскиот јазик се употребуваат 2 до 5 падежни форми. Голем број лексички особености од јазиците на Балканскиот полуостров честопати доаѓаат до израз во дијалектите на македонскиот јазик. Ова беше се што требаше да го слушнеме за македонскиот јазик меѓу балканските јазици и заемните процеси меѓу нив. Се гледаме наредниот пат. Довидување!